Поздравени! Јас сум Емилија Софеска и сум ваш предавач за модулот Енергетски ефикасни згради како дел од обуката ЕОРЕ. Инаку сум дипломиран инженер-архитект и магистар по науки од областа на одржливиот развој и урбанизмот. На овие вежби ќе се задржиме на топлинската спроводливост на градежните материјали како најважен дел од градежната физика поврзан со енергетски ефикасното градење и реновирање на објектите. Енергетските, односно топлинските загуби на објектите се директно поврзани со топлинската спроводливост на материјалите. Преод на топлина. Ова сложено пренесување на топлината се остварува меѓу два флуида разделени со ѕид или повеќе слоен ѕид. Сложеното пренесување на топлината се јавува кај повеќе слојните градежни елементи, како што се сендвич ѕидовите, меѓукатните конструкции, подовите и таванските плочи со изолација. Пренесувањето на топлината може да биде меѓу градежните елементи кои го одвојуваат надворешниот и внатрешниот простор или помеѓу градежните елементи кои делат две простории во самиот објект. Под флуид се подразбира воздух од едната и од другата страна на градежните елементи, загреан на различни температури. Топлината ќе се пренесува од флуидот F1 кон флуидот F2 низ ѕидот со дебелина D, прво по пат на конвекција, од флуидот кон едната страна на ѕидот, потоа со спроведување низ ѕидот и уште една конвекција од едната страна на ЗИДот на другиот флуид. Тоа е прикажано на шемата за сложено пренесување на топлина. Коефициентот на преод на топлина U е сложен коефициент и го представува количеството на топлина која минува низ единица површина за време од 1 секунда при постоење на движечка сила, односно разлика на температури од 1 Келвин. Да се потсетиме, коефициентот на пропорционалност алфа, коефициентот на премин на топлина, зависи од режимот на движење и природата на флуидот, брзината со која флуидот го оптеретува ѕидот и така натаму. И тоа не е константа зависна од видот на материјалот и се добива со сложени равенки и е во зависност од интензитетот на мешањето. Па така, коефициентот на преод на топлина U зависи од одделните коефициенти на премин на топлина алфа 1 и алфа 2, како и коефициентот на топлинско спроведување ламда низ ѕидот и неговата дебелина D. За рамен повеќе слоен ѕид важи формулата која е прикажана. Односот кој што е прикажан помеѓу дебелината D на елементот, односно ѕидот, и ламда е однос кој го означува специфичниот топлински отпор при спроведување на топлината. При спроведување на топлината низ ѕид, температурата се менува по права линија. Ако топлинскиот отпор е поголем, правата ќе има поголем наклон и обратно. Ако топлинскиот отпор е помал, правата на спроведување на топлина ќе биде помалку наклонета. Промените на температурата на компонентите доведуваат до движења кои мора да бидат земени в предвид за време на изградбата. Поголемите компоненти добиваат вградени зглобови на експанзија. Надворешните области се изложени на температурни разлики поголеми од 50 целзиусови степени и на тој начин на значително проширување. Кога постои физички контакт помеѓу телото и најчесто површината на постудената компонента, доаѓа до термички проток. Ова се нарекува дисипација на топлината. Во зависност од поставата на внатрешните простории, дисипацијата на топлината може да варира во голема мера. Топлината од стапалата кон дрвените или камените подови, например. Температурите на сепарационите слоеви во повеќе слојните градежни компоненти се потребни да се процени опасноста од кондензација, да се идентификуваат областите склони кон замрзнување и да се пресмета термичката експанзија. Температурите на ладните површини влијаат на чувството на удобност на негативен начин и може да доведат до кондензација што резултира со оштетување од влага и мувла. Температурите на површинските и сепарационите слоеви може лесно да се утврдат во диаграм под услов да постои хомоген термички проток. Истиот внесува температура на термичка отпорност од 0 до RT.
Поради постојниот термален проток, температурата на протокот ќе биде представена со права линија, како што претходно рековме, помеѓу внатрешните и надворешните температури. Под претпоставка дека преносот на топлина е стационарен, а тоа е кога во еднакви временски интервали од едно тело преоѓа исто количество на топлина на друго тело, тоа значи дека количеството топлина што го предава флуидот F1 на ѕидот е еднакво на количеството топлина што го прима флуидот F2. Па топлината која што се пренесува може да се пресмета преку равенката која што е прикажана. Првата вежба ви е дадена под наслов контрола на градењето. Пресметете го коефициентот на преод на топлина U според зададените параметри. Доколку зададениот материјал не го задоволува условот за изолација, а тоа е U вредноста да не е помалку од 0,22 ват на метар квадратен Келвин, тогаш променете ги вредностите за коефициентот на топлинско спроведување ламда и дебелината делта, соодветно од табелата со попис на материјалите. Во вежбата, вредностите алфа-1 и алфа-2 за флуидот од внатрешната и надворешната страна се означени со HSI и HSE. Да се потсетиме уште еднаш на топлинската спроводливост на градежните материјали која означуваме со ламда. Таа зависи од топлинската спроводливост на основните материјали од кои што е составен градежниот материјал. Бројот, поставеноста и големината на порите во самата структура на материјалот, суровата густина и минералошката структура на материјалот, како и влажноста на градежниот материјал. Изолацијата е поефикасна колку е пониска топлинската спроводливост. Материјали кои што имаат различна молекуларна структура имаат различна топлинска спроводливост, па така воздухот е најдобар изолатор затоа што има топлинска спроводливост од 0,024 ват на метар Келвин. Водата има топлинска спроводливост од 0,6 ват на метар Келвин, а челикот е добар спроводувач на топлина и има топлинска спроводливост од 60 ват на метар Келвин. Ако спроведувањето на топлината се врши низ повеќе слоен рамен ѕид, како на пример еден сендвич ѕид кој што е составен од 3 слоја од различни материјали, тогаш топлинскиот проток е низ трите слоја одделно означен како Q1, Q2 и Q3. При тоа, вкупното количество на топлина кое што се пренесува, Q вкупно, има максимална вредност, бидејќи T1 минус T4 е максимална температурна разлика. Заклучокот е дека топлинскиот проток низ повеќе слоен рамен ѕид се намалува во зависност од бројот на слоевите и нивната дебелина и коефициентот на спроведување. Бидејќи топлинскиот проток низ сите ѕидови заедно е ист, со собирање на десните страни од равенката се добива вкупната равенка Q вкупно. Термичките карактеристики на ѕидовите или покривните површини се зададени со термичкиот коефициент на проток U. Тоа е мерка за топлинска спроводливост, па според тоа е обратно пропорционална од топлинскиот отпор R.
Ефектот на термичка заштита на слојот на компонентата, односно ѕидот, без оглед на надворешниот и внатрешниот отпор на пренос на топлина, е опишан од страна на неговиот термички отпор R. Ова произлегува од количникот на дебелината на компонентата D или делта и неговата топлинска спроводливост ламда. Ако компонентата е термички хомогена, нејзината термичка отпорност R се утврдува со збирот на термичката отпорност Ри на сите слоеви. Вредностите за проектирање на внатрешниот отпор на пренос на топлина Rsi и надворешниот отпор на пренос на топлина Rs се пресметуваат во согласност со стандард. Постојат табеларни вредности за рамни површини. Вредностите од оваа табела ние ќе ги користиме на вежбите. При што, кај внатрешниот отпор на пренос на топлина Rsi, ќе разгледуваме проток на топлината нагоре, кој што се однесува за проток на топлина од понискиот кат кон повисокиот. Потнатаму проток на топлина хоризонтално, тоа е проток на топлина од една простојра кон друга на ист кат, и проток на топлина надолу при проток на топлина од повисокиот кат на понискиот. Надворешниот отпор на пренос на топлина Rsi разгледува проток на топлина на надвор и проток на топлина кон земја. На оваа слика се прикажани сите компоненти за пренос на топлината низ еден повеќе слоен ѕид. Внатрешната температура T1 и внатрешниот отпор на термички пренос Rsi, надворешната температура TE и надворешниот отпор на термички пренос Rse. Термичката спроводливост на слоевите на компонентата ламда 1, ламда 2 и така натаму до ламда n, зависност од колку слоеви е составен ѕидот. Отпорот на термички пренос на слоевите на компонентите R1, R2 и така натаму до Rn, зависно од колку слоеви е составен ѕидот. Отпорност на термички пренос на градежната компонента RT е збир од отпорот на термички пренос на сите слоеви, вклучувајќи го и надворешниот и внатрешниот отпор на термичкиот пренос. Термичкиот коефициент на проток на градежната компонента U е обратно пропорционална од отпорот на термички пренос на градежната компонента. Термичката отпорност RT го опишува отпорот на рамна компонента од термички хомогени слоеви, вклучувајќи ја нејзината внатрешна и надворешна термичка отпорност во насока на протокот на топлина. Таа се пресметува во согласност со стандард и RT се пресметува за N хомогени слоеви според следната формула, све зависно од тоа од колку слоеви е составена градежната компонента. Термичката отпорност е обично за 0,1 до 0,2 метар квадратен келвин на ват, поголема од отпорноста на термичкиот пренос на компонентата. Коефициентот на термички пренос на компонентата U се утврдува со реципроцитет на термичката отпорност RT, како што и претходно спомнав. Во реалност, во конкретна изградба, нехомогени градежни компоненти направени од неколку делови често се користат поради структурни причини. Точната пресметка на RT е доста сложена во тој случај. Наместо тоа, во согласност со стандард, се пресметува просекот помеѓу горните и долните граници. RT горна граница и RT долна граница. За да се утврди горната граница, компонентата прво се расчленува на поединечни хомогени делови. Горната граница се добива како површински просек преку отпорноста на термичкиот пренос на хомогените подкомпоненти. Долната граница се определува со првото поединечно пресметување на површинскиот пресек на термичката отпорност за секој слој. Утврдените термички отпори потоа се собираат како и обично. Просечната термичка отпорност се користи во пресметките како и вообичаено. Стаклото исто така представува градежна компонента при изградбата.
Застаклувањето најчесто се прави од обично стакло со висок пренос на светлина и многу висок коефициент на топлинска спроводливост. Да се подобри лошата термичка изолација, долгогодишна пракса е да се ставаат неколку стакла едно за друго, обично две. Најпрво биле поставувани како кутија прозорец, а потоа и како сложен прозорец. Во 60-тите години од минатиот век започнуваат да се прават S-панели изолациско стакло. Во 80-тите се користи прозорец со тројно изолациско стакло. А веќе од 90-тите години се користи стакло кој што ги има следните карактеристики. Термално зрачење од натрешноста се намалува со метални превлаки. Просторот помеѓу стаклата се полни со благородни материјали, аргон, криптон. Подобрен е и преносот поради намалената содржина на железен оксид. Тоа е така наречено бело стакло. Термичката изолација на внатрешните и надворешните простори се подобрува со запечатување на рабовите. Енергетски ефикасната столарија треба да ги има следните карактеристики: да ги намалува топлинските загуби на објектот, да го зголемува нивото на удобност, да ја намалува, односно елиминира кондензацијата на пареата во зимо, да ја намалува, односно елиминира бучавата од надвор, да ја намалува, односно елиминира прашината од надвор, да ја зголемува естетиката на просторот и да ги намалува трошоците за грејење и ладење. Стаклото има две карактеристики кои што се поврзани со топлината. Тоа е U-вредноста на прозорците, која што е составена од U-вредноста на самото стакло, U-вредноста на рамката и U-вредноста на целиот прозорец. U-вредноста на прозорците се карактеризира со соларна трансмисија, тоа е така наречена G-вредност. Сите овие податоци се дадени соодветно за прозорци во периодот од 1945 до денешен на табелата на која што е прикажана. Тука е прикажан еден пример земен од германските материјали како постапка на застаклување за пресметување на кондензацијата. Термичка отпорност Rg на слаби воздушни слоеви со висока вентилација. За термичка отпорност Rg на воздушните слоеви, тоа е меѓупаралелни површини со стапка на емисија поголема од 0,8, исто така се користи таблица со податоци. За воздушни слоеви со висока вентилација, компонентите кои што се наоѓаат надвор од воздушниот слој веќе не се земаат в предвид, туку се користи отпорност на термички пренос RSI е еднакво на RSI. Односно, термичкиот пренос од надворешната страна е еднаков на термичкиот пренос од внатрешната страна, наместо 0,04. На табелата се дадени дебелините на воздушниот слој, термичкиот проток при воздушните слоеви и при слабо вентилирани воздушни слоеви. Фактори на корекција на температурата Фу и отпорност на термички пренос Ру за незагреани простори. Незагреани простори со неизолирани изложени површини имаат одреден визуелен ефект кој на поедноставен начин може да се смета како хомоген слој со термичка отпорност Ру и фактор на корекција Фу. Ова се однесува за следните примери: изолиран таван на горниот кат под неискористени коси покриви, тавански ѕидови до празни покривни простории, подрумски тавани во неизградени подруми или надворешни ѕидови во непосредна близина на гаражи. Во литературата за изградба може да се најдат емпириски формули за пресметување на Ру и ние ќе ги разгледаме понатаму во предавањата. Сепак, обично корекционите фактори за температура Фу се користат и множат со коефициентите на термички трансфер. Па така, според НФ, факторот на корекција за ѕидовите, таваните и вратите на незагреани простории е 0,5 и за спуштени тавани под калкански покриви 0,8. Овде е прикажан уште еден пример за пресметка на U-вредноста на градежните компоненти од германската литература, а ние ќе работиме вежба токму за пресметка на U-вредноста.
Втората вежба ја имате под наслов Градежна физика и пресметка на У вредноста. Пресметајте го коефициентот на преод на топлина У низ рамен повеќе слоен зид според зададените параметри. Доколку зададениот материјал не го задоволува условот за изолација, У вредноста да не е помалку од 0,22 ват на метар квадратен Келвин, тогаш променете ги вредностите за коефициентот на топлинско спроведување ламда и дебелината делта, соодветно од табелата со попис на материјали. Во оваа задача, одредете ги и термичката отпорност на секој слој одделно, како и притисокот кој го врши секој слој од зидот. Во германските материјали D1, D2 се дадени со вредности S1, S2. Вредноста М означува притисок. М е еднакво Р пута С.